Нечист град, катастрофален јавен превоз, револтирани граѓани. Модерно Скопје, како што ветуваше Арсовска, остана само на хартија. Градоначалничката, која целиот мандат топката за нереализираните проекти ја префрлаше кај други, на 5 месеци пред избори се обидува да го сврти фокусот кон себе. За нов мандат нема да трча. Па од тука и дилемата, зошто сега театрално реши да лоцира дивоградби и тоа само во општина Чаир. Се погласно се зборува во јавноста, како што тврдат и чаирскиот градоначалник Висар Ганију и вице-премиерот Изет Меджити, е дека Арсовска се користи како инструмент од ДУИ за дестабилизација пред локалните избори. Одвреди посочуваат на шема во која се вплеткани градоначалничката Арсовска, функционери од ДУИ и Левица за делење тендери под рака во јавното претпријатие Комунална хигиена. Од таму тврдат дека бил потпишан договор со Валон Беџети, син на пратеникот од ДУИ Блерин Беџети, за давање совети за заштита на животната средина за фантастични 12.000 евра, додека скопските улици се полни со смет. Ова не е единствената злоупотреба. Според вреди се делеле пари наромнини на директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена, а вкупната штета била над 1.500.000 денари. Со еден подпис парите на скопјани завршуваат на сметка на фамилијата Беџети, додека Скопје тоне во ѓубре и нечистотија. Секако овој директор е поставен од другарката на Блерин Беџети, градоначалничката Данела Арсовска. Секако ова е коалицијата на ДУИ, Левица и Димитар Апасиев, од кој ќар имаат лично тие, а губат граѓаните на Скопје. По ова Арсовска се појави со отворено писмо. Сега го обвинува премиерот дека дозволувал да и се закануваат и порача дека нема да се повлече од разобличување на криминалот. Ти мицкоски дозволи Висар Ганију и ЕЈУ Падеми на секој може начин да се обидат да ме заплашат, да ми се закануваат, за да се повлечам од разоткривање на криминалот кој им го фативме во Скопје. Ти мицкоски дозволи Ганију да те седне во скут да го браниш место да го апсиш. Излезе на телевизија нарекувајќи го господинот Ганију да го застапуваш и се обиде со девалвации, со лични навреди и квалификации дополнително да ги подгрееш нападите кон мене, наместо да ги спречиш. Додека Арсовска обвинува дека постојано добива закани и никој не презема ништо од полицијата, известија дека постапиле по пријава од градоначалничката понесена пред 2 дена. На 2.6.2025 полициски службеници од СВР Скопје извршиле службен разговор со СА 39 од Скопје, постапувајќи по претходна пријава дека на 1.6.2025 на булеварот Словенија преку отворен прозор на возилото Мерцедес со скопски регистарски ознаки, која го управувал, упатил закани кон ДА, градоначалничка на Скопје. Во разговорот тој потврдил дека поминал со возилото, но дека не упатил закани. Исто така, тој изјавил дека се обидел да снима со телефон, но не успел. Известен јавен обвинител и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Арсовска викендов инаку поднесе кривична пријава за наводните злоупотреби од страна на Висар Ганију, откако обвинителството претходно ја повика да ги достави. Според неа, чаирскиот градоначалник учествувал во коруптивни сделки за издавање градежни дозволи за згради за кои градот Скопје дал негативно мислење. Алфа праша во град Скопје каква е ситуацијата во другите општини и зошто таму не се лоцираат дивоградби, како и до каде е реализацијата на проектите од програмата, но до емитување на овој прилог одговор не добивме.